Сите глави, сите стихови, целата Библија е интересна, меѓутоа ние по човечки вака си наоѓаме некои аспекти, нешто што нас не значи повеќе, може така да кажам. Разгледувајќи оваа 20 глава, може да ја поделиме на 3 дела. Првиот дел говори за една прича за добриот господар, како најмува работници за своето лозје. Може да видиме во вториот дел дека по трет пат Исус Христос на своите 12 ученици им кажува, им дава до знаење дека полека, но сигурно се движи кон Ерусалим, кон неговото погубување, и на крајот завршува со еден трет дел, каде што Исус Христос по кој знае кој пат во ова Евангелие гледаме како двајца слепи од Ерихон ги исцелува и прогледуваат. Би сакал да го прочитам најпрво текстот. Текстот е долг, но ќе го разгледаме како поделен во 3 дела. Зашто Царството Небесно прилега на домаќин кој излегол наутро рано да најми работници за своето лозје. Па штом се погоди со работниците по динар на ден, ги прати во своето лозје. Потоа, кога излезе околу 3-тиот час и виде други како стојат на пазариштето без работа, им рече: одете и вие во моето лозје, па што е право ќе ви дадам. И тие отидоа. Пак излезе околу 6-тиот и 9-тиот час и направи исто. А околу 11-тиот час, односно излезе, најде други, како стојат без работа и им рече: зошто стоите тука цел ден без работа? Тие му одговорија: никој не повика. А тој им рече: одете во моето лозје и што е право ќе добиете. А кога се стемни, господарот на лозјето му рече на својот настојник: повикај ги работниците и плати им, почнувајќи од последниот па до првите. А дојдените околу 11-тиот час добија по динари. Кога дојдоа првите, помислија дека ќе примат повеќе, но тие добија исто така по динари. Штом добија, негодуваа против господарот и велеа: оние последните работеа само 1 час, а ти ги изедначи со нас, што ја претрпевме теговата на денот и жегата. А тој им одговори и му рече на еден од нив: пријателе, не те онеправдува, нели се погоди со мене за динари? Земи си го своето и оди си. И на овој последниот сакам да му дадам колку и на тебе. Зар немам право да чинам со своето што сакам? Или ти е окото завидливо, оти сум добар? Така ќе бидат последните први, а првите последни. Зашто мнозина се повикани, а малцина се избрани. Кога се искачуваше Исус кон Ерусалим, ги зеде насамо 12 ученици и по патот им рече: ете се искачувам кон Ерусалим и Синот човечки ќе биде предаден на првосвештениците и книжниците и ќе го осудат на смрт и ќе го предадат на незнабожците да биде исмеан и биен и распнат и на 3-тиот ден ќе воскресне. Тогаш пристапи до него мајката на Заведеевите синови, заедно со своите синови и кланяјќи му се, го молеше нешто. А они рече: што бараш? Таа му одговори: заповеде овие мои 2 сина да седнат при тебе, едниот оддесно, а другиот одлево, во твоето царство. Исус одговори и рече: не знаете што барате. Можете ли да ја пиете чашата што ја пијам јас, или да се крстите со крштевањето со кое се крштевам јас? Тие му одговорија: можеме. И им рече: чашата моја ќе ја пиете и со крштевањето со кое се крштевам јас ќе се крстите, но да се седи од мојата десна или лева страна, тоа не зависи од мене. Таму ќе седнат оние за кои е приготвено од мојот Отец. И 10 штом чуја, негодуваа против двајцата браќа. Но Исус, кога ги повика, им рече: знаете дека кнезовите народни владеат над народите и управниците господарат над нив? Меѓу вас пак нека не биде така. А кој меѓу вас сака да биде поголем, нека биде слуга. А кој сака меѓу вас да биде прв, нека ви биде слуга. Како што и Синот човечки не дојде да му служат, туку дојде да послужи и да ја даде душата своја за откуп на мнозина. И кога влегуваше во Ерихон, по него врвеше многу народ. И ете,
Двајца седнати покрај патот. Штом слушнаа дека минува Исус, извикаа и велеа: помилуј не Господе, сине Давидов. А народот им заповеда да молчат. Но тие уште посилно викаа и велеа: помилуј не Господи, сине Давидов. Исус застана, ги повика и рече: што сакате да ви направам? Тие му одговорија: да ни се отворат очите наши. И Исус се смилува и се допре до нивните очи и веднаш им прогледаа очите нивни и тие тргнаа по него. Долг текст, меѓутоа, како што реков, ќе го разгледаме изворно, како што е и самиот даден во три поделености. Интересното е што многу пати говорев дека обично дома кога ја читате Библијата или кога разгледувате некој текст, говорев дека да не се осврнувате многу на главите, на поделеноста на глави и на стихови. Бидејќи не е точно. Подобро е да се гледа целиот контекст, да се чита една глава ако треба понапред или потоа, за да се природно подели каде завршува определена глава. Ова го говорам бидејќи минатиот пат 19-та глава заврши со последните ќе бидат први, а првите ќе бидат последни. Тоа беше последниот стих од 19 глава, меѓутоа тој стих припаѓа на 20 глава. И така почнува и така завршува во 17-тиот стих, овој прв би рекол дел, или оваа парабола што ја кажуваат за добриот домаќин, кој најмнува работници за неговото лозје. Почнувајќи така, вели првите ќе бидат последни, а последните ќе бидат први, и почнува дека станал добриот домаќин са вајлето рано наутро да најми работници за работа на своето лозје. Никаде не ни се кажува, има одел 3-4 пати на местото каде што се собирале работниците, колку работници најме. Меѓутоа не е ни толку важно. Важното е да го разбереме контекстот дека во тоа време сметањето на времето почнувало како нов ден 6 часот вечерта или по наше после 18 часот завршувало сабајлината во 6 часот. Добриот домаќин, вели, излегол са вајлето во првиот час во 6 часот наутро. И најмил работници се договорил со нив дека ќе работат на неговото лозје и дека ќе им плати по 1 денари. 1 денари е 1 сребраник, со ликот на тогашниот император, и неговата тежина е некаде околу 53 грама. Доволно било, значи доволно и многу честна заработка, една надница, една дневница за еден човек кој што работи на лозјата. Работниците ја прифатиле таа спогодба и ги однел на лозјето за да работат. После, вели во 3-тиот час, тоа е понаше во 9-тиот час, утрото, повторно отишол. Каде што се собираат работниците, повторно нашол група на работници, меѓутоа им рекол: одете на моето лозје, работете и тоа што го заслужувате, честно ќе ви плата. Не станало збор ниту за колку ќе им плати, нити колку ќе работат, значи никаков договор меѓу вторите немало. Текстот вели потоа отишол некаде помеѓу 6-тиот и 9-тиот час. Тоа е некаде наше помеѓу 12 и 3 часот или 15 часот. Повторно нашол група на работници. И нив ги прашал: шо стоите? Па вика: сакаме да работиме, меѓутоа нема работа. Одете на моето лозје, што е честно и тоа што го заслужувате, ќе ви платам кога ќе заврши денот. И последниот пат оди некаде, вели 11-тиот час, тој е околу 5 часот или 17 часот по наше, после план. 1 час пред да заврши работниот ден или 12 часовниот работен ден. И нив ги прашал: стоиме тука, сакаме да работиме, меѓутоа нема работа. Одете на моето лозје, што е честно,
ќе ви плата. Така и станало. Завршил вечерта работниот ден, станало 6 часот навечер или 18 часот, го викнал својот помошник и му рекол: земи и да им платиш на работниците за денешниот ден што изработева на лозијата. И тука е многу важно да се напомене дека во тоа време дневниците не ги собирале, не плаќале ниту неделно, ниту месечно, ниту на 15 дена. Секоја надница после завршување на работното време си ја добивале. Добриот домаќин кажал на својот помошник: почни да ги исплаќаш работниците од последните, тие кои што ги најдов, кои што дојдова пред 1 час и кои што работеа само 1 час, од последните почни. И на нив ќе им дадеш 1 денари. И на сите други ќе им дадеш подеднакво по 1 денари. Меѓутоа, првите кои биле најмени, првите кои го имале договорот со добриот домаќин, дека ќе работат 12 часа, се договориле за 1 денари, кога виделе дека последните добиваат 1 денари, си рекле во себе: кога на последните им дава 1 денари, кога на тие кои 1 час само работева, кога на другите им дава денари кои работеа само 3 часа, со сигурност нас ќе ни даде многу повеќе. Ние сме од 6 изутрината. Меѓутоа, како се вршила исплатата, дошли и до нив. И на нив им дале 1 динари. Како добиле 1 денари, почнува кај нив да тлее незадоволството. Не само да тлее незадоволството, него своето незадоволство и го изразуваат тука, вели текст. Како може да не платиш исто? Како може овие што работат само 1 единствен час, други работеле 3, третите, ајде да кажеме 6, четвртите 9 часа. Ние сме единствените кои што работевме од 6 изутрината до 18 часот или до 6 после пладне. Ние сме единствените кои што работевме цели 12 часа. Ние сме единствените кои што честно си го изработевме целиот ден. Најтешкото, најлошото е што ние поминавме во најтешкиот период во тоа време. Да работиш во 12 часот, кога е најголемата жега, кога сонцето најмногу пече, тоа е најголемата мака. Меѓутоа, добриот домаќин, како што вели овдека, вика: не можам да ве разберам. Навистина не можам да ве разберам. Што всушност јас вас ви давам помалку? Дали прво имавме договор? Јас и вие. Имавме договор. Дали се договоривме дека ќе работите цела надница, 12 часа? Да. Дали се договоривме дека за таа надница од 12 часа ќе ви дадам 1 денари? Да. Па добивате 1 денари. Каде е проблемот? Во што ја не сум чесен од договорот што го направив? Договорот во целост го исполнуваме тоа што сме се договорили. А тоа што давам 1 денари на тие кои што работеа само 1 час, тоа е моje лично право. Кој може, текстот вели, да ми каже мене, на добриот домаќин, што јас ке правам со моето? Тоа е мое. Кој може мене да ми каже како моето ќе го распределам на другите? Како што јас сакам, така ќе го распределам на другите. Меѓутоа има еден друг проблем. Дали вие не сте задоволни од договорот кој јас во целост го испочитував и ви платив спрема договорот, или вашата лакомост ви прави проблем и ве соблазнува? Дали лакомото око, ваша и мојата добрина, сакате да ја искористите и да ја употребите? Овдека. На почетокот реков, оваа парабола за работниците и добриот лозар
Мене навистина ме воодушевува. Од кои причини? Прво, што добриот домаќин е Бог. Лозјето е оваа земја. Работниците, најмените работници, сме ние овдека. Луѓето кои што работиме на тоа негово лозје. Тоа што воодушевува е што многу пати се прашувам и си разговарам со мојата сопруга кога сум јас повикан на ова лозје да работам. И разгледувајќи го текстот оваа недела многу пати жалам, искрено жалам, бидејќи јас сум викнат на ова лозје некаде помеѓу 12-тиот и 15-тиот час. Зошто кога Бог ме повикуваше уште рано наутро, во 6-тиот час, кога бев меѓу тие работници, зошто просто не го слушав неговиот глас? Секој од вас ќе се најде некаде кога е повикан. Јас за многумина знам кој кога е повикан. Ние многу често паѓаме во замката тие кои што се повикани од самото утро. Си даваат една, би рекол, посебна важност. Си даваат една слобода да можат да кажат за оние другите, кои што сме дојдени малку подоцна на лозјето да работиме, дека они го имаат приоритетот за многу што. Но овдека оваа парабола и оваа прича завршува со тоа дека првите ќе бидат последни, последните ќе бидат први. Бидејќи не е само да бидеш повикан и да дојдеш на лозјето да работиш. Важното е и како работиш. Дали навистина, како луѓе, како работници кои сме повикани на лозјето, го даваме својот максимум и работиме, како што многу пати велиме, како за Господ. Бог никој пат неговите луѓе, и овдека можеме да видиме дека нема да ги остави без својата плата. На почетокот кажав дека 1 динари, тој сребреник од 53 грама, бил доволен за едно семејство да може комодно, би рекол, да истера еден ден. Во сите нивни потреби. Бог секој пат своите работници ќе им даде онолку колку што имаат потреба. Но нема да им даде онолку колку што нивното око и лакомост посакуваат. Јас за овие изминати години и со многу луѓе кои што сум зборувал, никој, и молитвата во 6 глава ја разгледувавме Отче наш, лебот наш насушен, никој не останал без леб. Бог своите не ги оставил без леб. Меѓутоа, нашата лакомост нема да одговори Бог на нашата лакомост. И овдека за сите 4 категории, за сите временски периоди, кој кога е повикан, благословот, приоритетот е многу голем, многу пати, и сега разгледувајќи го текстот ми текнува на моите деца, ми текнува на последното крштевање на Ани, на Теа. Тоа се луѓе кои почнуват од 6-тиот час да работат за Бог, на лозјето на Бог. Со самото нивно, нели, со самите нивно осознавање и предавање на животот на Бог. Основното нешто не се материјалните средства. Основното нешто не е тоа што поседуваме. Суштината на оваа парабола, суштината на ние, како работници на ова лозје, суштината е што привилегија да може да работиш кај еден ваков домаќин.
привилегија е да работиш кај еден ваков, ама добар домаќин. Не е важно дали ќе земам пари, не е важно дали ќе ми биде платено за мојата работа. Задоволството нема цена. Приоритетите, благословите, едноставно се најголемото нешто кое што може еден работник да работи кај еден ваков, би рекол Господар. И многу важното, гледаме овдека дека добриот домаќин Бог по кој знае кој пат вели кој си ти за да ми кажеш што ќе правам јас со моето. Можеме да го видиме суверенитетот на нашиот Бог, на нашиот Господ Исус Христос. Тоа е Негово. Он е суверен и тоа што сака, тоа ќе го направи. Никој не може да му каже зошто и како, но има едно големо но. Бидејќи секој пат, кога Бог ни го дава нашето заслужено, тоа треба да знаеме дека е честно, тоа треба да знаеме дека е исправно. Нашето незадоволство секој пат влече корен од нашата похот, нашето незадоволство секогаш влече од нашата лакомост. Да бидеме задоволни со тоа што го имаме, а ги имаме и овдека, повторно ќе потенцирам, сите потребни нешта за еден нормален живот. Вториот дел од 20 глава кажав дека Христос ги повикува своите 12 ученика и по трет пат им кажува дека наскоро ќе биде предаден, наскоро ќе биде осуден и во третиот ден ќе воскресне. Го разгледувавме и во 16 глава, кога за прв пат Петар рече, овде ќе си направиме сеница. Во 18 глава повторно им зборуваш. Сега по трет пат им кажува, со една единствена цел, бидејќи тие се неговите најблиски. Тие се тие кои што треба да знаат што го очекува Христос. Они ќе бидат цело време поред Него. Да знаат и да се подготват за тоа што ќе ги очекува сите заедно. И по трет пат повторно не го разбираат. И по трет пат Царството небесно за нив е сега и овдека. И овдека гледаме дека мајката на Заведеевите синови, на Јаков и на Јован, доаѓа да ургира. Значи, уште тогаш имало ургенција за запослување на високи позиции. И го моли Христос, те молам моите два сина, едниот да седне одлево, другиот да седне оддесно во Твоето царство. Тажна е оваа, би рекол парабола. Многу тажна. Многу е тажно кога со најблиските своји соработници, кога сакаш да споделиш нешто што предстои, да не бидеш разбран. И повторно си мислат за сегашното и овдешно царство, кој од која страна да се. Христос вели, дали знаете што барате? Они силни, и Јаков и Јован. Да, како не знаеме? Па може ли да ја пиете чашата што ќе ја пијам јас? Може ли, со други зборови, може ли да претрпите жртва тоа што мене ме очекува, таа жртва и тоа малтретира? Они се сигурни дека можат тоа да го направат. Нема никаков проблем. Само да седнеме од лево и од десно. Христос им вели полека за седнувањето е последна работа кој ќе седне од лево и од десно. Треба да знаете за седнувањето во небесното царство, местата ги определува мојот Отец Небесен. Ја ви зборам за сега, за овој живот овдека. Може ли да ја пиете чашата што ќе ја пијам јас и може ли да бидете крштевани со крштевањето кое што ќе бидам крштеван јас?
Можете ли со други зборови, поради мене, да претрпите такво унижување, да претрпите такво малтретирање и да се крштевате со смрт? Нема воскресение, нема круна без смрт. Нема таква слава. Има некој редослед на нештата. И Христос им вели, ако сакате цело време ме прашувате, и Петар, па кој е поголем од Царството небесно? Како да бидеме? Кој е прв меѓу вас? Тој што сака да биде прв, Христос вели да биде слуга. Тој што сака да биде најголем меѓу вас, да штрчи по се да биде најважен, нека биде слуга. Основната функција, Синот човечки вели, не дојде за да му слугува, дојде за да служи. Имаме еден принцип кој многу пати се говори за телото Христово. Ние сме телото Христово. Ние сме најразлични органи кои си помагаме едни на друг. Суштината, принципот овдека е две нешта. Двете нешта е да служиме едни на други и да помагаме едни на други. Си служиме ли едни на други? Се прашуваме ли што му е поважно на тој до мене? Каква потреба има тој до мене? Тоа е основниот принцип за оној кој што сака да биде и најголем и кој што сака да биде прв. Интересното е, ако земете да го гледате телото кој многу често се употребува и од медицински аспект, нема орган во човековото тело кој што работи сам за себе. Нема таков орган. Секој орган врши функција поради некој други орган. Требе и ние да бидеме поттикнати, да си служиме едни на други и да си помагаме едни на други. Врвејќи, овде многу ми навелат исто дека Библијата е контрадикторна. Матеј вели, излегувајќи од Ерихон, група луѓе одела со Христос. Христос цело време видовме низ сите 20 глави од Евангелието, од неговото стапување, би рекол, на сцена, дека цело време е пропратен со толпа народ иде по него. Сите нешто бараа, дали да ги лекува, дали да слуши. И цело време Христос додека одел, не случајно иделе толпи позади него, бидејќи нон-стоп нешто кажува. Луѓето биле желни и сакале да го слушаат што тоа говори. И овдека нема никаква грешка, само накусо би сакал да објаснам дека станува збор, има два Ерихона. Има стар Ерихон и има нов Ерихон. Мати и Лука говорат дека навлегување од Ерихон ги сретнал слепите. Матеј вели дека од излегување од Ерихон. Излегувајќи од стариот, влегувајќи во новиот Ерихон. Обично слепите и тие кои што проселе, седеле на самите влезови на портите, на тие кои што да ги фатат тие кои што влегуваат. Како што одела толпата, почнале да викат по Христос. Имале слушната веќе за него и викаат Сине Давидов. Христос ги слушнал. Сине Давидов, видовме од почетокот. Ти си Месијата. Тие што требава да разберат дека е Месијата, не разбераа. Слепите луѓе разбрале дека е Месијата. Почнала и групата луѓе кои што го слушала Христос да вика по слепите. Да не го вознемируваат и да зачитат зашто говори многу важни нешта. Како да им рекле, викајте уште повеќе. Уште повеќе почнале да викале. Исусе Христе, помилуј не и спаси. Христос ги прашал, што сакате од мене? Сакаме да не излекуваш и да прогледаме. Христос се допрел до нив, луѓето прогледале и тргнале по него. Се прашувам многу пати и ова 20 глава завршува, последните ги видат први, првите ги видат последни. Не оние многумина се избрани,
ама малкумина се одбрани. Еврејскиот народ беше народ кој што беше запознаен и го очекуваше Месијата. Меѓутоа не го препознаа Месијата. Иако има физички здрави, би рекол, очи, добар вид, меѓутоа духовно беа слепи и си останава духовно слепи. Овде ќе имаме луѓе кои што слушнале, што никој пат не го виделе Христос, кои живеева во едно духовно слепило, прогледава духовно и текстот вели продолжива да одат од истиот момент. Такви се средбите со Христос. Ова ни дава еден белег за многумина. Одат редовно секоја недела во црква, се нарекуваат христијани, служат, меѓутоа како да се во духовно слепило, како да не прогледале. Па не може да имаш прогледано, да си допрен од Христос, а да не го следиш Христос. Тоа е вистината. Сакам да завршам, да ви кажам само 3 многу важни нешта од оваа вечерашна беседа, би рекол. Без разлика кој од нас кога е повикан на лозијата. Многу е важно да имаме представа и да осознаеме длабоко во нас на чио лозија работи. Многу е важно да осознаеме и да разбереме дека оставете ги материјалните нешта. Кој е добриот домаќин? На чио лозија ние работиме? И треба да имате во предвид дека ќе ја добиете заслужената плата. Да си помагаме едни на други. Да си служиме едни на други. Бидејќи Христос дојде, вели, за да слугува, да биде слуга на оваа земја. Амин.